Државните институции ги дискриминираат граѓаните. На адресата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација стигнале 405 представки од граѓаните за 2024-та. Неголемиот дел од нив се пожалиле дека се дискриминирани на работното место, а се вработени во јавниот сектор. Најчесто пријавувана основна дискриминација националната и етничката припадност, за разлика од 2023 дека имаме благ раст на оваа основа. 80% од представките покажуваат дека државните институции се најголеми дискриминатори на граѓаните, но дали овие податоци покажуваат дека државните органи ги дискриминираат граѓаните или пак се плашат да пријават неправилности во приватниот сектор? Најголем број на дискриминација произлегува од извештајот дека има во сферата на работните односи и во јавниот сектор. Да, така изгледа, но јас мислам дека во приватниот сектор е скриен, невидлив и сигурно уште поголем. Тоа е за мене загрижувачко и второто дека во образованието исто така високо, значи постои регистриран висок процент на дискриминација. Од една страна ова може би значи дека граѓаните полагодно се осеќаат да побараат дискриминација кога таа се случува во јавен сектор, малце се по-ригидни кога треба да се побара заштита дискриминација во приватната сфера. Од друга страна е загрижувачки затоа што вие имате 8 од 10 дискриминатори кои што се државни институции. Позитивен тренд кој се провлекува во последните 4 години според надлежните во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е дека институциите ги прифаќаат нивните препораки и мислења за подобрување на состојбите и намалување на непријатностите. Габриела Лескова, Сител телевизија.